Утрински ретро-хит заедно со Джебната Венера. Кали Миног ја освојуваше светската топ листа или светските топ листи, поточно ќе кажам на крајот од 90-тите и почетокот на новиот милениум. Can't Get You Out of My Head е дефинитивно еден од оние хитови кои што мислам дека се влезени во аналите на светската музичка индустрија. Подсетам уште еднаш, секојдневно ќе подсетуваме на едниот најубавите можеби звуци од ретроспектива од музичката историја од времето, па нешто ќе споделиме нели од оние музички фаворити што е актуелно во моментот не само на македонската, туку и на светската топ листа. Со Маријан имав прилика да се запознам пред можеби година и половина две, исто така за некои негови активности, меѓутоа овој денешен тандем е, јас ќе речам, млад прогресивен тандем кој што ќе имате прилика да го погледнете на сцената во Младинскиот културен центар. Ке погрешев, премиерата на изведбата токму на представата ќе се случи токму на 26 септември, веќе првата изведа официјално која што ќе се прикаже за вам или нас како публика, ќе се случи ден поточно 27 септември. Маријан Наумов, добар ти ден. Добар ден. И Томислав Давидовски, актерски имиња. Јас ќе кажам, сега се запознам повторно со вашата куса биографија и официјално да не заборавам да ви кажам, добре дојде за прв пат во утринската филма. Добро е, да, ова и наше тазе излегување после неколку години пауза, меѓутоа се надам дека ќе имаме прилика, бидејќи граѓаните се повеќе и до нашата редакција упатија забелешки, не до нам, меѓутоа за да одвоиме се повеќе ние, бидејќи знаат и веруваат во Телма телевизија дека треба да одвои простор за културата, пред се да речеме за нели уметноста, театарските перформанси, концерти и што е она што е можеби нели од оваа гранка. Не знаев дека сте независни, прогресивни, меѓутоа ќе ми кажете до каде се можеби во моментот вашите статуси, дали се подготвувате можеби за здравје Боже да се конкурира во некој од оние редовни театарски нели ќе кажам институции кај нас. Група на млади, независни, ќе се послужам од тоа што го добив како податок и ти благодарам за тоа, амбициозни и невработени театарски работници, меѓутоа со ентузијазам што е многу важно. Да. Кои сакаа да ја подигнат свеста за одењето во театар во нашата земја, посебно кај младата публика. Представата за која што ќе говориме во режија, вие ќе ги споделите овие главни протагонисти кои што работеа на целата, јас би рекол, и техничка, и монтажна, и целиот состав за да се создаде оваа прекрасна платформа и театарска представа. Борис Василевски ќе го поздравиме и секако оние кои што ќе ве погледнат на самата сцена или штиците што живот значат, тоа ни е некако мантрата за театарот. Вистинскиот запад, ако не се лажеме, името на представата. Да. Независни, амбициозни, невработени, меѓутоа не знам дали во моментот сте влезени во академијата на театарските работници или сте во процес. Ме интересира прво тоа, дали имате, здравје Боже, прилика да конкурирате или докаде може би вашиот кариерен статус, ако можам да кажем? Дипломирани сме пред 2 години. Значи официјално е завршено полето на... Да, официјално е завршено студирањето. Но за жал ситуацијата што се случи со пандемијава и короната и сето тоа, не спречи не спречи конкурси. Дали имаше еден или два конкурса за вработување во театар. Така да малку се посветивме, сакаме да се посветиме уствари на независната сцена, бидејќи мораме да се одржуваме во кондиција. Мислам, ако се сложувам апсолутно. Ако останеме дома како спортела, мора да летаргијата може да умишне. Така е. Мислам дека и независно од предизвиците кои што ни ги носи во случајот и пандемијата, секогаш ќе има нешто после пандемијата за жал, нели? Тоа е некако таа животна амплитуда која што ја чувствуваме. Томислав, велите 2 години дека сте значи со Маријан заедно, ако не знам, збориме сега за кој установа, кој театарски комплекс кај нас, во Скопје, во македонскиот, драмскиот или за некој друг театар во Македонија? Каде се планира да се конкурира? Тоа ме интересира. Или ќе правите една културна децентрализација која што се очекува, бидејќи мислам дека е неопходна? Па мислам дека според тоа што го имаме разговарано со Марија, ние сме желни за играње, така да само бараме шансата каде ќе се укаже таму. Прилика. Таму каде што ќе се укаже таму. Да, ама има уште една работа во врска со алтернативниот театар, што во моментов мислам многу како да кажам, нешто кое што ме повлекува да го работиме тоа. Да, можеби потешко, независна сцена, сам си ги бргаш работите и слично, ама сам свој мајстори газда. Например. Ама има една слобода која што не можеш да ја добиеш секаде. Има слобода да збориш за тоа што ти го сакаш и да го работиш тоа што те интересира и тоа што сакаш да го покажеш. Јасно. Да, бидејќи знаеме дека понекогаш
честни случаи, повторно нашите театри одлично работат, меѓутоа мислам дека треба да се слушне гласот и на овие, да речам, слободни уметници, кои што се надеваме дека ќе бидат вклучени во театарската игра, меѓутоа треба вистина мислам дека да се создаде една меритократија и секој поединечно се слушне во перформансот или да речеме во установата. Да нема да речеме нели таква инфериорност, да речеме сега ти си подобар од мене или јас сум подобар од тебе. Мислам дека секој глас е многу важен и секој од нас носи некаква креативност. Така. И кога ќе се поклопат работите може да биде убава експлозивна бомба. Така. Мислиме дека на нашава земја тука поготоа за уметноста и фали малку таа алтернативна и независна сцена и мислиме дека ако малку се подобри тоа и се работи и се посветиме на тоа дека ќе се создаде некако конкуренција и ќе има народот да погледне многу поголем избор на представи и проекти слично, без разлика, може и не само за театарот, општо и за музиката и за уметноста како во право сте, бидејќи најчесто театрите, да речеме главните театри како што се Македонскиот народен театар, Драмски, Штипскиот, нели Кумановскиот, ги има нели доста низ Велешкиот и така натаму низ Македонија, работат конкретни, да речеме, нели луѓе кои што се наменети за да ги донесат тие нови представи, меѓутоа во овој случај можете сериозно малку слободно да пловите. Предпоставам дека и оваа представа за која што ќе најавиме е нешто досега, да речеме, од негде како ремейк земено ќе се адаптира на македонски јазик или е сосема нова авторска представа која што ќе Па интересното е дека текстов си постои долго време, значи напишана е во 81 ако не се лажам. Значи ова датира од времето, според текст. Текстот е на Сем Шепард и е еден од најпоставуваните драмски текстови негови во Америка. И интересното е што за прв пат се преведува на македонски и за прв пат ќе се изигра во Македонија, воопшто овој текст. На наша сцена. Да. И тоа е Кој даде поттик да се случи токму на Шепард текстот и да се адаптира? Слободно, како ви доаѓа? Па не, ние мислам Сем Шепард го работевме на академија, мислам го работевме, имаме предмет историја. Како работа, да речеме, како труд кој што требаше историја на светска драма и театар има еден предмет каде што читаме од антика па до современо, модерно и се тоа и кога ги работевме америчките автори, некако и јас и Маријан бевме доста изненадени од нив. И само што дипломиравме, Маријан на едно седење на кафе, Маријан вика ајде да правиме представа. Го правиме вистинскиот запад. Ај прочитај го ова, викам ајде и така видна, он е иницијаторот, да. Значи иницијаторот, таму лежи јадрото. Таму лежи. Не, сериозно се, и како се собирате како екипа, бидејќи колку што забележав, прилично доста протагонисти се собрани за Па ние се склопивме и нели ќе споделиме, понекогаш се забораваат, меѓутоа има голем составен тим кој што работи, од музика, костимографија, сценографија, режија. Тоа е. Се склопивме прво ние двајца, бидејќи бевме во иста класа. Јас нели му кажав дали сакаш да го работиме тој текст. А инаку се знаете од академски време, така? Да. Па и пред академија, да. Во исто средно имаме завршено и се начекавме него. Ептен што се вели на канадски кажано сте. Да. Братчиња. Браво. И така се склопивме, сакаш ли да работиме, сакам. Правевме некои планови, побаравме некои режисери и 2 години инаку го разговаравме проектот, па ајде, па ова, па она. Беше тешко бидејќи стварно почувствувавме како е да почнеш нешто од нула, независно, онака, ајде, треба да го изгураш, треба да му дадеш, да. И на крај аплициравме во Министерство за култура во овогодинешните проекти. Југарец? И добивме, да. Ова е новитет, ја не го знаев ова. Значи, бевте во избраните, да речеме, со поддршка што ќе биде. Да, како физички лица. Јас аплицирав и го добивме проектот, го побаравме Борис Василевски, кој што не е колега, имаме работено со него на факултет. Он е се уште сега е 4-та година на Збориме за режисерот? Режисерот да, тоа е ваша генерација. Не, он е сега 4-та година на ФДУ. Генерацијски години сме да, години сме исто. Млада екипа. И ги побаравме сценографот Мартин Манев, ја побаравме Тања Кочовска, се ни прифати. И така, и склопивме цела екипа. Отприлика да кажам, кои сте се во други во екипава? Чекај, Ава Хусеин и потоа Мартин Манев го споменате и Симона Дановска исто тука е. Симона Дановска костимограф и Ивица Димитриевиќ и Јане Трајковски. Музика. Баш сте една фина генерација на луѓе, некако измешани миксови карактери, за нели да не поентираме кон некого конкретно, бидејќи сите сте нели поединечно многу заслужни. Тања Кочовска е нели ветеран веќе во времето, така што верувам дека ќе уживате. Би сакал, иако кажавте дека е најпоставуваниот драмски текст на
нели Сем Шепард. Што точно говори представата, чисто онака да ни дадете како действие, карактери што ги глумите, односно ќе ги представите на сцената. Колку трае, некои мали генерали кои што ќе имаат прилика да гледачите да се соочат вака со вас во Младинскиот културен центар. Вака во представата се среќаваме со двајца браќа кои имаат различни ставови и различни филозофии за животот. Во сукоп некаков се? Па, едноставно не се сакаат, не се ни мразат, едноставно не може да се разберат. И секогаш кога се... Ама родени браќа по крв? Да, родени браќа по крв. Секогаш кога се во иста просторија има таква непријатна енергија малку. И едноставно некоја, не знам, ние го гледаме како некоја потрага по идентитетот, бидејќи двајцата бегаат од тоа што се, трагаат по нешто друго, па кога ќе стигнат до тоа и тоа некако не го сакаат, па се враќаат назад или решаваат да отидат скроз во екстрема и да го променат својот живот. Превладува борбата за нивниот татко, едниот, односно ликот што го играм јас, сакам многу да го спаси таткото. Таткото е во пустина, живее така еден... Вклучен е таткото исто така во играва? Таткото не постои, го нема во цела драма, само се збори, главна тема, не е главна тема. Они го бараат некако како текст постои, меѓутоа како фигура, така? Цело време они зборуваат за него, го гледаме како столб еден за едно семејство. А и Сем Шепард сам тоа, уствари, драмата пишува баш поради тоа што татко му го живеел тој живот. Јасно. Значи малтене да речеме некоја како автобиографска да наречеме, бидејќи он лично имал проблеми со татко му и сега неговата твојот Сем Шепард имал. Сем Шепард, да, Сем Шепард лично го опишува, одлично. Да. Решава да го неговиот најголем проблем да го претвори во текст и стварно пишува маестрален текст. Прекрасно. Мене е многу жал што бидејќи во моментот ви се подготвуваат и оние PR маркетинг материјали за промоција на представата, токму затоа не можевме да ги обезбедиме за гледачите, ќе ни простат, бидејќи сепак представата е она баш таа за што се вели треба да излезе од продукција. Ќе се одржи во Младинскиот културен центар. Јас мислам дека тоа е платформа и центар во кој што се поддржува и тоа како алтернативниот театар или генерално, не знам, театарската уметност тука е филмот, балетот, музика, перформанси, изложби, буквално, да. Мислам кога ќе влезеш во МКЦ за чувствува таков еден дух, мислам ќе се сложиме. Да, мислам голема благодарност до нив, стварно ни отстапија услови супер феноменални цело лето да работиме и јасно. Секако што треба. Имате пробите до сега, отприлика? Имавме 3 месеци, така од прилика ќе се фатат. 3 јули некако, така е почнато, 3 јули. Цело лето си работевме и си одмаравме со работата, да речеме. Јасно. И така си поминавме интересно. Верувам дека ќе имате се уште неколку генерални проби. Мислам дека сега баш ќе ви биде и вас, да речем како цела екипа, малку позитивно тензично. Само да потсетиме, премиерата е 26 септември. Така. Првата изведба е 27 септември. Ќе ми кажете, бидејќи сигурно ги знаете и тие во моментот можеби генерали, колку седишта, на каков начин ќе се регулира со оглед на тоа, дека имаме ќе бидат 60 седишта, ќе е намалена публиката заради короната. И други генерали се уште не знаеме, дали ќе бидат 7, дали ќе бидат 8. Па не, најверојатно ќе биде 8, тоа треба да го договориме. Значи 20 часот отприлика. 20 часот, да, 20 часот, билетите ќе бидат околу 300 или 350 денари. Ќе си ги набават пред влезот на МКЦ? Да, мислам дека уште во текот на денот ќе бидат пуштени во продажба, може да се купат и онлайн, може и на самата билетара, мора сертификати, вакцинирани, тоа е правило, да. И тоа е тоа нека повела. Не знаете, едве чекам бидејќи започнавме многу ентузијастички ние со утринската програма на Телма. Јас кажав, вчера имавме Теја Беговска како режисер, гледаме колку што можеме да ја вклучиме целата културна сцена, така што ќе ви заблагодарам, ќе го поздравам и твојот татко Столе, кој што ми помогна некако да ве лоцирам и дека имате во моментов оваа представа, меѓутоа се надевам дека Телма ќе ја користите и понатаму како една медиумска поддршка, бидејќи нам не значи кога можеме да го пополниме просторот, овие 5 часа што се вели со млади уметници во случајот и оваа алтернативна сцена. Во моментот ќе кажам, можеби се независни, невработени, амбициозни, меѓутоа знам дека наскоро ќе се случи транзиција во вашиот живот. Ова е само еден почеток кај вас, момци. Се надевам. Супер. Потсетам уште еднаш, некој половина час, 15 минути пред почетокот на вистинскиот запад,
ќе имате прилика да си ги набавите билетите, 60 на број, затоа нели бидејќи е ограничен бројот на билети, ќе може да си појдете, влезот на МКЦ, претпоставам дека тука кај скалите десно ќе се игра. Да, горе Да, од да, Dancing Dancing, салата што е. Dancing салата е на таква интимна просторија, е сосема добра да се слушне и убаво текстот, така што појдете, поддржете ги во овој случај и нашите алтернативни работници, Маријани и Томислав и целата екипа и дадете поддршка, па чекаме, здравје Боже, после неколку изведби да видиме на што се подготвувате, па и како поминала представава. Важи. Ето. Фала ви. Фала и на Твистер вас. следен пат? Да, се следен подготвуваме. пат. Може. Нема гајле. Ми видат уште малку. Добро, еве уште неколку секунди ќе искористам. Што слушате во моментот, момци, од музика, чисто нака како фаворити? Ќе ми дадете потик Од можеби музика за... сега, баш слушаме со представа една песна што ни ја кажа Борис, режисерот, Horse with No Name од Америка. Аха. Да. Америка е група некој? Да, бенд. Одлично. Они се британци, ама се бендот се нарекува Америка и да, Борис кога прв пат го прочитал Колку текстот, дискутабилно. Британци, Америка, добре. кога прв пат го прочитал текстот, одма го асоцирало на таа песна и ја сподели со нас.